Министерот за здравство Азир Алиу ги посети трите најголеми приватни здравствени установи во земјава Ремедика, Аџибадем Систина и Жан Митрев со цел потпишување на заеднички меморандум за соработка. Со овој меморандум се воспоставува рамка за соработка помеѓу Министерството за здравство и приватните здравствени установи, со што ќе се овозможи ангажирање здравствен кадар, специјалисти од приватниот сектор во јавните здравствени установи, во случаи на зголемени потреби, недостиг на кадар или други приоритетни здравствени барања, соопшти од Министерството за здравство. Законското функционирање на сите здравствени установи, како јавни така и приватни, е наш највисок императив. Целта е врвниот потенцијал на здравствениот систем да се стави на располагање на пациентите, преку мапирање и ставање на потребните ресурси во интерес на граѓаните, истакна Алиу. Како што се појаснува, меморандумот предвидува Министерството тековно да ги идентификува јавните здравствени установи со потреба од дополнителен кадар, да обезбеди административна и правна поддршка, како и да ја координира соработката. Од друга страна, приватните здравствени установи се обврзуваат да обезбедат квалификуван здравствен кадар, кој ќе биде ангажиран под јасно утврдени услови и во согласност со етичките и професионални стандарди, се истакнува во соопштението. Со овој чекор се нагласува дека Министерството за здравство го унапредува партнерството со сите здравствени капацитети во државата, велат од Министерството за здравство. Безбедноста во сообраќајот е наш важен приоритет, порача министерот за внатрешни работи Панче Тошковски и председателот на Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата Горан Ангеловски при примопредавањето на опрема од Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата на Министерството за внатрешни работи, која се состои од 23 мотоцикли од 310 кубни сантиметри во полициска изведба и 23 комплети возачка опрема. Со овој настан ја истакнуваме нашата досегашна успешна соработка со Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата. Партнерство кое континуирано придонесува за подигање на нивото на сообраќајна безбедност. Ваквиот пристап е доказ дека заедништвото и координацијата меѓу институциите носат конкретни резултати за граѓаните, во овој случај за подобрување на безбедноста на патиштата, потенцираше министерот Тошковски. Председателот на Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата рече дека во рамките на редовните активности за модернизација со цел зголемување на безбедноста на сообраќајот на патиштата, Републичкиот совет и оваа година наменува дел од средствата за опремување на организацијските единици на МВР задолжени за сообраќајна контрола. Заедно со министерот Тошковски се согласиле дека и во иднина ќе продолжи ваквата соработка на високо професионално ниво. Председателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен во годинешниот говор пред Европскиот парламент изјави дека само повторно обединета Европа може да биде независна Европа, дека поголема и посилна Унија е гаранција за безбедноста на сите и дека иднината на Западен Балкан, Украина и Молдавија лежи во Европската Унија. Кога зборуваме за независност, зборуваме за избор на нашата судбина. Тоа е она за што се бори Украина, тоа е она што го заслужуваат сите европејци. Бидејќи Европа е идеја за слобода и заемна сила. Тоа беше идејата што ја водеше генерацијата по 1989-та, кога Истокот и Западот се обединија. Таа исто толку моќна сега како што беше и тогаш. Затоа ги доближуваме идните земји членки до нашата Унија. Мора да го одржиме темпото на овој процес базиран на заслуги, рече фон дер Лајен. Според неа, токму сега се цртаат контурите на нов светски поредок, заснован на моќ и дека Европа мора да се бори за своето место во светот. Фон дер Лајен се осврна и на војната меѓу Украина и Русија, велејќи на представниците дека мирот мора да се обезбеди за Украина, бидејќи слободата на Украина, според неа, е слободата на Европа. Новиот француски премиер Себастијан Лекорну ја презема функцијата додека демонстрантите излегоа на улиците во знак на отпор кон председателот Емануел Макрон. На протестите биле предизвикани судри со полицијата, десетици биле уапсени. Демонстрациите, предводени од левичарско здружение под слоганот "Блокирајте се предизвик за 39 годишниот Лекорну, кој е близок сојузник на Макрон и министер за одбрана во последните 3 години. Франција распореди околу 80.000 полицајци низ целата земја, додека демонстрантите во и околу Париз изградија барикади од корпи за ѓубре, блокираа училишта и патишта и фрлаа ѓубре врз полицијата рано наутро. Министерот за внатрешни работи Бруно Рејто ги предупреди демонстрантите дека ќе има нулта толеранција за насилство.
Уапсени се речиси 200 демонстранти, изјави Рито за новинарите. Повеќето од нив во и околу Париз. Макрон го назначи Лекорну да оцна во вторникот, еден ден откако неговиот претходник Франсуа Бајру го загуби гласањето за доверба во парламентот, поради неговиот обид да спроведе мерки за штедење за намалување на долгот на Франција. Лекорну е седмиот премиер откако Макрон ја презеде функцијата во 2017 година, трет во рокот една година. Неговиот прв предизвик ќе биде да ја даде на Франција буџет за 2026 година, без да ја доживее истата судбина како Бајру, чиј мандат траеше само 9 месеци. Под влијание на влажна и нестабилна воздушна маса, денес времето ќе биде променливо облачно и нестабилно со локален пороен дожд и грмежи. Наместа ќе има услови за изолирана појава на невреме, со пообилен пороен дожд за кратко време и засилен ветер, соопшти управата за хидрометеоролошки работи. Утре ќе настапи преодно стабилизирање на времето, а во сабота ќе има изолирана појава на нестабилност. Во недела повторно на повеќе места ќе биде нестабилно, со локален дожд и грмежи, наместа со поинтензивни процеси. Во Скопје е променливо облачно, во Пладне нестабилно со пороен дожд, грмежи и засилен ветер. Во делови од котлината процесите ќе бидат во форма на краткотрајно невреме.